Конфедерацијата на слободни синдикати од утре излегува на протести. Бараат усогласување на платите согласно минималната плата и зголемување на бодот на 103 денари во бруто износ. Со ваквото зголемување ќе има разлика во платите на вработените со различни квалификации, а најниската минимална плата би била 18.200 денари. Како што вели председателот на КСС Благојар Алповски, протестите ќе траат се додека владата не одлучи да ги слушне нивните барања. Според него, овие барања не се нови, а револтот ќе се префрли на улиците бидејќи веќе неколку години нема слух од властите. Вработените во јавниот сектор останаа во делот на социјална категорија, со плати минимална или подминимална или до минимална плата. Така да овој момент кога имаме огромни зголемувања на трошоците за живот, доаѓаме до ситуација каде што работените во јавниот сектор веќе не можат да ги сервисираат своите семејни потреби. КСС заедно со Синдикатот за транспорт и врски, Синдикатот за станбено-деловни комунални организации, на полицијата и оној на енергетика и на 30 март излегоа на предупредувачки протест, но тоа не беше доволно за власта да ги повика на преговори за усогласување на платите во јавниот сектор. Ние не го бараме ова сега, во овој момент за усогласување на платите, значи веќе го бараме 4 или 5 години, затоа што платите во јавниот сектор не се усогласени долг временски период, има само едно покачување од 5%, а другите години кога се покачуваше минималната плата, платите во јавниот сектор останаа на едно исто ниво и сега доаѓаме во ситуација каде што јавниот сектор има најмали плати. Од Конфедерацијата на слободни синдикати велат дека со овој проблем се засегнати околу 100.000 работници во Македонија. Според нивните сознанија, следниот месец ќе има вработени кои ќе добијат плата и под минималецот. За Конфедерацијата е неприфатлив предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија за линеарно зголемување на сите плати за 2806 денари во нето износ. Дека секој ден се повеќе расте незадоволството во Македонија се доказ бројните протести и штрајкови. Освен серијата протести кои ги отвора КСС, протестираа и земјоделците, оризопроизводителите, родителите на децата со попреченост, но и невладините организации, поради кратењата на 40% од средствата за превентивни здравствени програми. Својот револт го изразија и вработените во железницата и во поштата, каде исто така бараа повисоки плати.